По 2 месеци од почетокот на училишната година, владата допрва ќе дебатира за тоа што ќе се случи со невакцинираните првачиња што не се примаат во училиштата токму поради ваквата одлука на власт, најави министерот за образование Адеми. Според него, досега министерството пребројало околу 200 невакцинирани дечиња, ама изрази надеж оти и тие ќе се имунизирале со теренската вакцинација. Откако ќе ги добијам тие материјали на кои се повикуваат, прашањето за вакцинација на првачињата ќе ја отворам и на посебна седница на владата. До петок стигна од податоците кои беа обработени околу 200 ученици. Но се обработуваат истите и можеби таа бројка уште повеќе ќе се зголеми. Но не е поентата тука. И за едно дете да се работи, ние треба да делуваме. Од друга страна, од Сдруженијето за заштита на човекови права Од нас за нас, кои минатата недела излегоа и на протест, велат дека врз децата се врши дискриминација, како и дека сите мерки се спроведени незаконски. Се врши класична дискриминација при упис. Од министерот Адеми на средба по протестот побаравме веднаш да се промени тој заклучок на владата, кој исто така сметавме дека е во спротивност со законските норми. Укажавме и дека во соодветниот правилник се вели дека вакциналниот статус само се проверува, а не е и услов за незапишување. Во сето ова кое се случува ниту има некаква логика, ниту пак законска основа. За самата епидемија на морбили сметаме дека се донесоа незаконски епидемиолошки мерки. Во голем број на земјите членки на Европската унија вакцинацијата е доброволна. Дури и таму каде што се бараат потврди при упис во предучилишни или училишни установи, сепак државите нудат алтернативи, како посебни приватни училишта или можност за домашно школување.